На крајот од улицата 14-та македонска бригада, на врвот од еден од ридовите, се наоѓа скромна двособна куќарка на семејството Богатинови. До таму тешко се доаѓа, по стрмна козја патека, што за двајцата родители инвалиди е посебен проблем. Зимата ја поминуваат без храна, без огрев, во студени простории, а неколку пати им доаѓале предупредувања дека за нова година ќе им ја исклучат и струјата. Мајката Славица има церебрална парализа, а таткото Мите исто така е инвалид, што сепак не било пречка да бара начин да го прехрани семејството, поради што не беше дома во моментот на нашата посета. Таа вели дека се надева оти се уште има хумани луѓе, затоа што изгубила надеж во државата. Имах нега, одбијаме, дечки одбијаме, се ме одбија. Инвалиди сме двојцата, мажо ми не е вработен, како прво. Јас сум вработена со 3000 динара, не можеме да обстанеме. Имате деца? Имаме деца, те машки, одлични се ученици, учат многу добро. Сакам да им помогнам, али немам финансиска поддршка. Немам ништо, немам дома ни јадење, ништо немам. Единствениот имот им била скромната куќа, а во малиот испустен двор не растело ништо. Сопругот е од сиромашна фамилија, па не наследил друго земјиште. Внатрешноста на објектот во кој живеат е студена, па Богатинова вели дека преку ден се надвор, а навечер рано легнуваат за да се стоплат. Не, дрва, никако немаме дрвце неа. Дрвце неа. За храна? И за храна неа. Со 3000 динара шо може да направиме. Жената е исплашена како семејството ќе ја преживее зимата, затоа што немаат помош од никаде. Додека сопругот бил вработен, успевале да обезбедат скромна живеачка, но поради здравствените проблеми што ги има, ја изгубил работата. Токму затоа таа бара помош за него да се најде некаков ангажман во некоја од фирмите што вработуваат инвалиди. Вели дека барем така ќе им овозможи на двајцата синови кои се во основно и средно училиште да го оформат образованието.